Се почесто разговараме за тоа дека не само младите, туку и повозрасните избегнуваат сериозни партнерски односи и се повеќе претпочитаат кратки, милливи љубовни авантури без обврски и без некои посериозни врзувања. На таа тема денес разговараме со психијатар Милијана Кацарска. Милијана, добре дојде во нашиот подкаст. Втор пат поред. Чест ми е што се одзва повторно на поканата да ми бидеш гостинка. Предходниот пат разговаравме за влијањето на социјалните мрежи врз младите и врз животот на младите. Денес е нешто поврзано со тоа, но повеќе би сакала да обрнеме внимание на партнерските односи, односно љубовта помеѓу младите. Постои ли љубов? Разбираат ли што е тоа љубов? Партнерски односи, ја знаат ли суштината на тоа? И зошто се повеќе, пак ќе кажам, претпочитаат такви милливи, кратки љубовни авантури, па дури можем да кажем и секс на една ноќ, отколку врзување? Ви благодарам уште еднаш на поканата. Задоволство ми е, ви стојам на располагање да ги споделам професионалното мислење во однос на вашите прашања. Ке биде тоа и едукативно за младите. И јас секогаш настојувам тие теми што се разговараат помеѓу младите и нас родителите и луѓето на кафе муабет што се разговараат, да ги ставам во јавноста, да дискутираме јавно, па можеби ќе се промени нечиј живот, нечие мислење. Едно од тие теми се секако проблемите, ајде да ги кажам, кои ги налага современиот начин на живење, а тоа се помалкуте сериозни врски во кои навлегуваме. Имаме повеќе фактори и причини. Морам да споделам и анкета пред самиот почеток на снимање на подкастот. Направивме една анкета, ние како Биди свој, кое е мислењето на јавноста. Така, зошто младите се помалку влегуваат во сериозни врски, а претпочитаат кратки љубовни авантури. Неодлучност кај младите 4%, сингл трендот е ин 13%, кревкото ментално здравје 30% и најголемо влијание има илузијата на социјалните мрежи. Дури 52% од испитаниците го кажале своето мислење дека виновни се илузијата која стварат социјалните мрежи. Кој е вашиот став? Вака сега, во голем процент јас би го дала, доколку вака се формулирани прашањето, би гласала за тој одговор. Имам впечаток дека младите носат еден терет на страв од губењето на слободата и индивидуалноста. Значи, доколку се впуштат во длабоки, сериозни партнерски односи, тогаш тие сметаат дека се ставаат во една подчинета улога и ја губат индивидуалноста, слободата во однос на своите размислувања, во однос на своите ставови, во однос на своите уверенија. Практично сметам дека што е губењето на слободата. Секој еден во денешно време на живење, доколку во текот на денот доведува, прави слободни избори, при тоа за сите тие избори е одговорен, тоа е слобода на живење. Во однос на индивидуалноста, младите денеска имам чувство дека немат баш развиено толерантност во однос на восприемањето на уверенијата и идеите кои што не се слични со нивните. Тоа значи дека тие имаат изградено еден собствен систем на вреднување на нештата, за кој што сметаат дека е единствен и исклучително точен. Значи, и доколку овде имаме конфронтација, тие сметаат дека ја губат индивидуалноста, ја губат слободата на размислување, слободата на донесување, но стануваат суетни. Значи, таквиот тип, тие бараат уважување, бараат почитување, меѓутоа во исто време не се спремни да го дадат. Немаат еден реципроцитет во односот. Со сето тоа се испоставува дека таквиот однос
И таквиот начин на комуникација, на живење, секој еден од младите придонесува до развивање на она за денешно време многу карактеристична нарцистична култура на живење. Значи, доколку секој еден поединец е исклучително важен само за себе и пред се за себе, а не за средината, тогаш тоа е првиот чекор за градење, за темелите на оваа нарцистична култура. Така. Сакате да кажете дека младите во последно време, сега ги изборуваме младите, но не значи дека тоа се случува само со младите и со некои што се во возрастни години, се само доволни, сами за себе и не им треба партнер во животот, не им треба љубовник, да кажеме, за да бидат срекни и задоволни од животот. Пред да почнеме, слушав еден подкаст каде што исто твоја колешка, психијатар, кажа да, ние за да бидеме срекни, или битно е самите себе, да си се сакаме, да сме си доволни, но и тие партнерски односи и таа комуникација во светот е важна. Точно така, би било сулудо да се каже дека нели сите добри нешта во природата се во пар. И сега напоменав на почетокот страф од губење на слобода и индивидуалност, а длабоко во сите нас постои она желба за љубов, за поддршка, зошто и бараат постојано уважување. Значи, уважувањето може исклучиво да го најдеме од оној кој е спроти нас. Ние сами за себе може сме доволни, меѓутоа не сосема доволни. Точно е тоа дека треба да сме задоволни пред се сами со себе, да се сакаме сами себе, па потоа да ја шириме таа енергија и да ја восприемаме од средината. Меѓутоа, сметам дека длабоко во нас, во сите нас, постои она неопирлива желба за љубов и за размена на емоции. И што се случува? Луѓето многу свесно ги избегнуваат комуникациите. Комуникациите без разлика дали се во партнерски односи, во пријателски, во семејните. Затоа што кога се ствара една комуникација која што расте, се намалува дистанцата, односно комуникацијата станува се поблиска, доаѓа до како што кажав, колку станува комуникацијата поблиска, тогаш многу полесно се гледаат нашите мани. Се гледа нашата ранливост, а луѓето во голем процент не сакат да ја оддадат сликата на својата кревкост, на својата ранливост. Практично сметам дека одбегнувањето на блиска комуникација и создавањето на партнерските односи пред се во основа на сето тоа лежи човековиот страф од откривање на најдлабоките емоции. Значи, како што кажав, колку е поблиска комуникацијата, толку повеќе се гледаат човечките особини. А човечките особини се ранливоста пред се, значи емпатијата, развивање на емоцијата како тага и сето тоа. И сега, секој од нас со таквиот тип на однесување произлегува дека го ограничува нашиот простор. Значи, секој од нас ја става црвената линија кој до каде може да оди. И со таквото однесување, освен тоа што го кажав на почетокот за развивањето на нарцистичната култура на живењето, секој еден од нас допринесува за развивање на оваа епидемија на осаменост. Значи, ние живееме во еден свет на дехуманизација и материализација, во која што и доколку дојде до создавање на партнерски односи, во партнерските односи, за жал, во денешно време, за разлика од минатото, имам впечаток дека се гаи она воспоставување на мок и превлас во партнерските односи. Значи, пак се враќаме на почеток. Тука само многу сме веројатно суетни, не сакаме да се покориме, сме своеглави, сме. И овде јас би ја побарал причината. Имаш искуство како психијатар, работиш и со млади и со повозрастни, па ќе кажам,
Која е причината што ние не сакаме да се разголиме пред нашиот партнер комплетно, да ги види сите наши мани, недостатоци и таа наша ранливост? Дали тука клучен момент е што веќе не си веруваме едни на други? Па знаете како? Младите. Сега имаме сите комуникација, јас имам керка дома, еве, па што ќе ми е партнер? Кога можам сама да си функционирам? Дали таа се плаши да се отвори на машко, нели? И да биде комплетно оддадена со сите нејзини мани и да ги прима маните? Се плаши од тоа? Па да, како што кажем, во основа стои, значи, тие несвесните, подсвесните стравови за сами нас. Практично, нас не води она што ние не си го восприемаме и што не ни се допаѓа кај самите нас, ние не сакаме да го издадеме во јавноста. Зошто и на социјални медиуми секогаш создаваме една идеална слика. А кога зборуваме за емоции, па тоа е тотално многу тешко. Замислите која привилегија и кое убаво чувство е кога ќе влезете во комуникација и притоа соговорниците ја соголуваат својата душа. Која привилегија е да некој да ја отвори својата душа и да каже за своите најдлабоки емоции. А воедно и колку ние поедноставно, значи кога ќе ги кажеме нашите најдлабоки стравови, нашите најдлабоки доживувања, нашите најдлабоки емоции. Сепак тоа се нашите потиснати стравови. Нашите потиснати стравови за оној дел кој што практично ние не сакаме да го освестиме, не сакаме да го пласираме, со тоа што сметаме дека некој од средината би го злоупотребил тоа. Не веруваме, се враќам на тоа. Не веруваме на луѓето веќе во последно време. Не веруваме и сметаме дека секое едно искрено истапување може да биде бумеранг по некој неубав бумеранг и затоа практично поставуваме граница, односно го ограничуваме својот простор и наведом ние сме окружени со многу луѓе, а на крајот на денот се чувствуваме многу сами. Како што, например, ќе дадам пример, например, апликациите за запознавање се полни со луѓе кои што само посматраат, значи не учествуваат. А самиот назив е апликација за запознавање. Само по себе треба да влезеш во комуникација. Или друштвените мрежи, тоа е таа илузија на друштвените мрежи. Како ја восприемаме сите ние, најповеќе младите, сега зборуваме за младите. Тие ствараат една илузија на комуникација преку лајкови и коментари. Значи, на крајот на денот има виртуелна комуникација и се враќаме на она што на почеток го спомнав. Значи, имаме криза во комуникацијата. Криза во комуникацијата, што сакам сега да го издвојам, што се однесува на социјалните мрежи. Ние пласираме содржина, било како, значи содржина, наше мислење, наше мнение или наша слика. При тоа секогаш ни доаѓа убаво на собраните лајкови и позитивните коментари. Во спротивно може некој да блокираме, да го одследиме. Тоа е, значи, виртуелната комуникација. А во секојдневниот живот ние толку не се ни усудуваме да разговараме тет-а-тет. Што би било, нели, младите не се толку храбри не сите, да истапат, да ги восприемат, нели, опонентните понашања, затоа што тие треба да тие се еден тип тоа треба да биде инспиративно за нив, затоа што не истите мислење, не истите уверувања, не истите идеи нас не соединуваат во некоја мера и во некоја мера не раздвојуваат. Значи, во степенот каде што нас не раздвојуваат, не истите идеи и толку нешто не го лајкуваме или не ни се допаѓа, треба да го согледаме, да го разговараме, да го искомуницираме, да ги најдеме, може да ќе направи подобра личност. Апсолутно, ќе го премостиме и ќе ја премостиме разликата и така се расте. Значи, така се расте општествено, така се расте во едно семејство, така се расте во едно пријателство, и така се во партнерските односи. Значи, се додека ние се осврнуваме, на крајот на денот не завршува со изброените позитивни коментари,
и создадените собраните лајкови, значи таа виртуелна комуникација што ни создава илузија на припадност во средината, илузија на голем број пријатели, голем број поддржувачи. Да, во денешно време водечко е социјалните медиуми. Меѓутоа не се повеќе фоловерси. Да, не е пресудно. На крајот на денот сметам дека луѓето не се и тек така задоволни. Значи Милијана, како што те разбрав сега, значи си ствараме некој комодитет на социјалните мрежи, ги избегнуваме тие кои ни даваат негативни коментари со едноставно копче блокирање и си уживаме само во позитивните коментари, убаво ни е тука и не ни треба реалниот свет, не ни треба партнер. Но што е со среќата? Па таа е таа илузија. Значи тоа е моментално. Сега ние ќе видиме не знам колку 1000, 2000 лајкови, позитивни, бодрење. Зошто тоа не се направи визави тет-а-тет во комуникација? Или па на крајот на денот па и не е во лајковите среќата. И генерално е таа илузија. Значи тоа е една колку е реална, толку и нереална слика. Како што кажам, значи живееме во материализиран свет. Значи, само по себе дехуманизација и висок степен на материализација. Што ме дехуманизација? Значи, имаме дигитализација. Во ред, светот оди напред. Меѓутоа се губат тие суштински размени на емоции. Значи, никој многу ретко некој ќе обзнани на социјалните мрежи слика кај што не е добро представен, каде што ги искажува своите емоции на тага, на повреденост, на бес, на лутина, на завис. Нема тоа, сите сме срекни, сите се сакаме, сите сме убаво облечени, марки се промовираат. Значи сепак е илузија. Илузија ствараме сами за себе, а и ги восприемаме. Ако вие ми пласирате мене слика една таква, јас и мене ми е убаво да гледам убави работи, патувања, храна, гардероба. И мене ми е, меѓутоа, на крајот на денот, животот реално не се состои само од тие светли тонови. Значи, ако ги погледнеме од различни агли, животот дава и светли и темни неанси. Така да младите... се различно од тоа би било разочарување. И тие не сакаат да бидат разочарани и затоа се седат по цел ден на Инстаграм, се скролаат, си гледат убави работи и практично немаат живот. Како го резонирате вие како психијатар тој дел? Тие не комуницираат директно, ако сака дечко да се запознае со девојка, прво и става лајк, нели ја заследува и тие постојано комуницираат онлайн. И никако да направат како ние на времето што имавме, нели, дејт, па излегување, па 2 пати, 3 пати излегување, па доколку се роди некоја искра, додворување, па потоа започнува врска, сексот доаѓа на крајот од сето тоа. Сега некако е во обратна насока се движат работите. Имаме договарање на чат, прво имаме секс, па потоа ќе видиме дали можеме ние двајца да бидеме во врска, дали ќе кликне. Како гледаш ти на тие работи денес? Според мене се е испревртено. Може би јас немам доволно разбирање сега за младите и за тие нови трендови. Па сега дека ние сме и многу стари. Меѓутоа постојат вредности кои што треба да се негуваат, морални вредности. Не можеме да кажеме дека треба да го валидираме сексуалниот однос на прв состанок. Тоа никогаш не било, не сметам ни дека ќе биде... Но се случува, еве. Да, се случува. Ние секојдневно ги усвојуваме мислењата, однесувањата од западните земји. И сега што сретнав едно америчко истражување на истражувачката Кука и Пју, се испоставува и тоа испитаниците се припадници на верски заедници, значи, американци се, и најголем дел од нив смета дека е морално прифатливо сексуален однос на луѓе кои што се надвор од кај возрастни луѓе кои што се надвор од сериозна врска. Исто така е луѓето во западните светови, затоа што ние секојдневно се трудиме да восприемеме што е и што е добро и што е лошо, што е модерно, значи
Јас сум секогаш за модерни трендови, меѓутоа има и нешто што е патриархално старо или нешто. И тие стануваат многу полиберални во однос на сваќањето на партнерството и односите. Значи, испитаниците во најголем дел сметаат дека сексуалните односи надвор од романтична врска се понекогаш, да не речем секогаш прифатливи. Сега во однос нема толку ставови на одобрување, што ми беше доста интересно, нема толку ставови на одобрување конкретно тоа америчко истражување, сексуален однос на првиот состанок, значи не го одобруваат, за разлика од сексуален однос надвор од сериозна врска, не го одобруваат, меѓутоа сега зборуваме за процентуално. Значи, тоа не голем степен не го одобруваат, како што кажев, сексуален однос на првиот состанок, размена на експлицитни фотографии и во голема мера не одобруваат учествување во така наречена отворена врска, каде што партнерите меѓусебно можат да ги менуваат, да ги разменуваат и повторно да се враќаат. Значи, на пиедестал го ставаат и то секогаш е прифатливо. Одобруваат сексуални односи без никакви обврски. Да. Кај возрастни кои што немаат развиено силна, длабока романтична врска, тоа го Не само кај возрастни, тоа се случува се почесто и кај младите. Да, во рана адолесценција. Мене тоа ме загрижува и во какви луѓе ќе се развијат тие млади личности кои имаат сексуални односи без никакви емоции. Именуваат партнери многу почесто. Тоа веќе станува збор за промискуитет. Ако се случува во рана адолесценција, именуваат голем број партнери, што нели не е прифатливо, значи промискуитет, нели доколку се забега во некој друг правец би било деликвентно однесување, значи тоа не е во рамките на нормалното однесување. Тоа е во рамките на едно девијантно однесување. Штом станува збор за промискуитет, не можеме ние да го валидираме. Значи, не влегува во стандардните мерила на правилно живење и однесување. Не можеме да го поддржиме. Ниту јавно, ниту тајно да го поддржуваме таквото однесување. Морам да споделам сега, кога така разговараме, можеби не е во ред, но јас пред се како родител сум загрижен за многу работи. Сега гледаме онлайн апликации, каде има млади, претежно девојки и се бара од нив некои услуги да се направат, но тоа се е онлайн. Тие не го сметаат тоа за грешно. Го сметаат како професија. Како да гледаме на ова што се случува во денешно време? Знам дека е загрижувачки факт, го разговараме, пак ќе кажам, на кафе муабет се разговара во секое друштво, на секоја маса, но никако јавно да се проговори за тоа. Каде оди нашата младина, како ќе се развиваат и можеме ли ние од тие млади да очекуваме дека после, 3-4 години ќе влезат во стабилна врска, па и да формираат семејство? Видите се, тоа е значи наметнато однесување, тоа е културата на денешниот и цената можеби на модерниот начин на живот. Можеби некој кога нас би не слушал ќе нема да смета дека ние зборуваме правилно. Можеби за голем дел од популацијата таквиот начин на однесување, еве конкретно со онлайн користење на услуги, значи може процентуално и тоа е прифатливо. Тука многу е индивидуално и тој генерацијски јас можеби за нас не е прифатливо, меѓутоа за младата популација е доста ако самите истапуваат дека тоа е само една професија, еден начин за екзистенција, тогаш нас не останува да се прилагодиме на новите трендови и да прифатиме. Милијана, колку сакаме. Да. А колку средината во која расте едно дете, односно семејството, влијае за понатамошниот негов животен тек. Сега се почесто зборуваме дисфункционални семејства, децата растаат во дисфункционални семејства, мајката и таткото не се срекни, но остануваат заедно заради децата, имаме и такви бракови, или се разведуваат, па тоа
би требало да има последици по детето, колку сето тоа начинот или условите во кои расте едно дете понатаму влијаат за токму за ова прашање, дали тој ќе стапи во сериозна партнерска врска, дали тоа ќе му прави проблем за понатаму, тој да верува на некој, да се влюби, да создаде и тој семејство. Влија и тоа многу. Значи, семејството е еден калеидоскоп. Ние зависи од кој агол го гледаме и таква слика ќе добиеме за семејството, за семејните односи. И доколку се гради сега, кога почесто зборуваме за илузија, доколку се гради илузија за идилично семејство, тогаш добиваме разочарување во текот на животот. Еве сакам да кажам дека не постои семејство во кое што 24/7 низ годините постои една идилична атмосфера. Значи мора да постои конфликтни и напнати ситуации. Кога тоа ќе се восприема, тогаш начинот на живеењето, на битисувањето во таа средина ќе стане малце поедноставен. Сега, кога семејството, улогата на членовите во семејството ќе ја разбереме кога ќе сватиме дека тоа е една неделива единка и при тоа многу битно, еве ова што ме праша, е дека низ годините во едно семејство, значи низ децениите, внатре во семејството се гради една семејна култура која што има многу голема интерна моќ врз членовите на тоа семејство. Како во актуелните, така и се пренесува на наредните генерации. Што сакам да кажам? Тоа што ме праша, какво би било атмосферата во семејството, какви реперкусии ќе остана врз неговите членови, во конкретниот случај ме прашуваш за децата. Нормално дека ќе остави. Децата восприемаат еден образец на однесување кој што го гледаат од своите родители. Значи, во текот на нивниот развој, тие се осврнуваат огледало на нивниот однесување на нивните родители. Значи, во однос на тоа каква семејна култура ќе се создаде низ годините, низ децениите, така и утре други ден децата ќе се однесуваат во надворешниот свет, кога, значи, после 5-та година, кога ќе заврши развојот, кога ќе излегуваат во надворешниот свет и практично ќе ги рефлектираат сето она што го имаат освоено како однесување, односно како воспитување. И сега сакам да додадам што е многу битно и за жал многу често го среќаваме, значи дете, многу често се случува дете спасител на бракот. Тоа дете спасител на бракот, значи се раѓа второ, трето, четврто дете со цел да се спаси бракот. Најголемиот терет што еден родител може да му го остави на своето дете, да биде дете спасител на бракот, и тоа не е терет само во периодот на развој, него тоа е и основниот императив на тоа дете во градењето на идните партнерски односи. Значи, притисокот што тој ќе го чувствува. Ние останавме во брак само заради детето. Да. И како тоа ќе се развива тоа дете понатаму? Како ќе живее понатаму? Секој еден поединец, така и секој едно дете има спреги, има сила. Некои од притисоците во текот на развојниот период ги поднесува добро, а некаде и пука. И затоа кажев императив во останатите односи и во однос во останатите партнерски односи и во однос на тоа кој образец на однесување го восприема од своите родители, дали тоа мајката или таткото, и тој образец на однесување низ текот на својот живот нонстоп ќе го манифестира. Значи, тоа е тој притисок или позитивна, може да бидат и позитивни однесувања. Така да тоа не можам да речем главната, меѓутоа една од основните причини во кое што зима реперкусии за понатамошниот развој на самата личност, меѓутоа и за развојот на партнерските односи. Така. Милијана, многу често знаеме да кажеме, еве тоа, ние сепак живееме во општество каде разводот се уште не е прифатен како нормална појава, нели, се уште знаеме да кажеме, дете на разведени родители се претпоставува дека ќе биде деликвентно, нели,
не може да стапи во сериозна врска, има последици. Кој е твоето мислење? Дали е подобро дете на разведени родители или дете во брачна заедница каде родителите не се среќаат? Вак се, ниту еден пар не влегува во брак кој што ќе се оконча нели со развод. Тоа е јасно. Меѓутоа, за жал, процентуално со статистиката со која што се среќаваме се испоставува дека разводот е многу чест во денешно време. Јас лично, доколку се створи една нездрава, неподнослива средина, семејна средина, јас лично сум за прекинување на тој брак, затоа што реперкусиите се пред се за брачните партнери, а подоцна и за самите деца, во зависност на тоа во која година од развојот на детето се случува. Значи, не по секоја цена се останува во лош брак. Тоа никаде не води. Што би било? Луѓето остануваат ради лични причини, можеби финансиски, можеби несигурност, не знам. Секој индивидуално, меѓутоа во никој случај не сум поборник за задржување на брачната заедница доколку таа не представува здрава и цврста почва за развој на децата. Така да тоа би било само уште едно продуцирање на некој си образец на однесување кој што подоцна, како што каже, би биле дали не секогаш, не мора да значи дека децата на разведените родители се со деликвентно однесување, не нормално, социопатско, не. Тоа не е случај, меѓутоа процентуално може да се појави. Може да се појави, така да моето лично мислење е бракот во кој што немаме здрави односи, а во кој што сме се потрудиле да ги поправиме, при тоа тие се некоригибилни, тогаш подобро да завршат отколку детето да страда. И многу често знаат да партнерите кажат, страдаат, не само детето, да бидеме малци реални, значи и сопружниците кои што си исто страдаат. Ако се нестрекна мајка или нестрекен татко, не останува. Значи, нестрекно дете, нестрекен родител, значи и нестрекно општество. Така еден по друг и се шири таа енергија. Да. Малце скршнавме од темата за партнерските односи, но тоа е поврзано, како што кажа, децата не стапуваат во сериозни врски, затоа и начнав темата малце околу брак и од каков брак треба да излезе дете за да создаде една сериозна партнерска врска, нели, и да биде во сериозна партнерска врска. Овде се спомнува и толеранцијата. Колку младите, ајде, да ги оставиме бракот на страна, кажавме тоа како сегмент го спомнавме, но друго нешто што ме интересира е колку младите се толерантни во денешно време и дали и тоа е еден фактор што влијае за да тие не остануваат во сериозни партнерски односи. Да, јас уште на самиот почеток тоа го спомнав, значи немаат, голем дел од младите немаат развиено чувство за толеранција. Ниту во комуникацијата, генерално во ништо. Така да и тоа е основата. Да, испреплетено е пак родители, деца. Да, значи не се впуштаат и доколку се впуштат, тие може да не останат, затоа што, како што кажев, имаме превласт, имаме, значи, се стремиме кон превласт во тие партнерства, во тие партнерски односи, не се трудиме, како што кажав, преку да бидеме толерантни, да го восприемаме мислењето кое што не е слично со нашето, да се предвижуваме на тој начин едни према други. Младите се практично, не само младите, веројатно и други генерации, сега млади има средна, па трета доба, значи сите сме се своje глави, меѓутоа некако се ригидни во своето однесување, во своите ставови. И како што кажавме на почетокот, моето е исклучиво најдобро, најточно и не подлежи на корекција. И сега така. Така се враќам тие се во осамуваат. да. Ако, например, извини, ако јас во моето мислење немам поддржувачи, а јас сум убедена дека моето е најправилно, јас го ограничувам мојот простор. На тој начин, останувам сама.
Значи морам да се конфронтирам, мора секое мислење, уверување или слично да го восприемам и да ми биде инспиративно. Го сваќам како оптимално, придвижување едни кон други. Така да тоа што го праша толеранцијата е на незавидно ниво, да не речем на нулта. Така, да. И овде пак се враќам во семејството, но морам и тоа да го кажам, дали тоа ние како родители се однесуваме презаштитнички и постојано знаеме дека има родители кои на децата им кажат ти си најдобар, ти си најодличен, во се си супериорен. И таа е една причина да тие не можат да прифатат некој друг кога ќе им каже не си добар во тоа или не беше таа добра постапка која имаш направено во партнерските односи и тука да се намалува толеранција. Апсолутно, да. Значи тоа е тој, пак ќе кажем, образец на однесување што го наметнува семејната култура, семејното однесување. И сега едно дете, како што каже, ако е во стаклено звоно, ако е најпаметно, најубаво, и утре во училиште, на почетокот другарчињата, подоцна пријателите, подоцна во партнерските односи, некој ќе му каже ти не си најпаметен, па немаш најубава фризура, па не си најубаво, значи или не се согласувам со твое мислење и девојката ќе остави за еден ден. Па стануваат свесни за своите, значи родителот до тогаш гаи една илузија за нешто што е нај и никогаш не му посочува дека некогаш некој, сите сме живи суштества, никој не е безгрешен. Значи мора да се исконфронтираш во денешниот свет на живење. И кога некој ќе му застане на пат или ќе е контра неговото размислување, тие се повлекуваат и подобро ми е мене цел живот мајка ми да ме фали, отколку да бидам обкружен што некој нема да ми става лајк, па нема да ми дава позитивни коментари на крајот на денот. Да не трпам никого, како што знаме, зошто да трпам некој? Да, а они пак не трпат, се сами, а од друга страна пак ќе кажем, значи илузија во комуникацијата има, значи као демек сме обкружени со многу луѓе, имаме многу поддржувачи, на крајот на денот се пак осамени. Како психијатар, има ли крај на ова? Нова илузија на тие социјални мрежи? Не, тоа е тек во експанзија. Што ќе се случува со идните генерации? Нема да имаме бракови, нема да има врски? Не знам, веројатно не по секоја цена, не мора сите да влезат во брак, дури се јас сметам дека едночленото семејство понекогаш е многу подобро. Еден родител со дете е многу подобро во однос на, нели како што кажуваме, нестрекно семејство или илузија за таа идилична семејна атмосфера што многу често се пласира во денешно време. Не, ми беше зборот не за бракот како институција, туку за тие врски дека на секој, како што спомна на крајот од денот, на секој му треба нели партнер. Апсолутно. За тие односи зборувам, зошто младите избегнуваат да градат таков однос. Не мора да се склучи брак, но да живееш со некој, да има со кого, како знаеме да кажеме, и да се расправаш со некој, и да бидеш заедно, и да направиш муабет на вечер. Тие односи веќе некако не постојат. И па едно резиме да направиме, затоа што, како што кажев, го имаме теретот, страф од губење на слободата, на индивидуалноста, неразвиена толеранција и во основа на сето тоа, значи, влегува криза во комуникацијата. Значи, сите тие се 3-4 фактори, зошто тие не се впуштаат. А длабоко во сите нас, еве во младите и во сите нас, постои неотповикливата желба за размена на позитивни емоции, за доживување на длабока љубов. Значи тоа не смееме да го изнегираме во никој случај. Мислите дека младите не доживуваат љубов во денешно време? Не, мислам дека не доживуваат. Мислам дека доживуваат. Ама на кој начин го доживуваат? Сигурно е поразлично од нашето време, нели? Јас кога сум била во врска и кога сум дечко и девојка, разменувате и љубов, па искри, па како знаеме да кажеме, пеперутки не летаат во стомак. Се си мислам дека тоа не се доживува денешно време. Не, пеперутките сметам дека таа влюбеност, значи кога зборуваме за пеперутките, зборуваме за влюбеност.
Мислам дека се слични, тоа чувство е слично за сите. Само тие на Инстаграм го доживуваат. Тоа треба да ги прашаме нив, па они малце да не Требаше публика да не биде тука, па малце да не пошто не демонтираат, знаеме, ние може да кажеме за самите нас, за нашето време. Не мислам дека не доживуваат. Верувам и знам дека доживуваат. Меѓутоа манифестацијата, уствари манифестацијата би била иста. Влюбен човек се знае како изгледа влюбен човек, барам според мене. Еве, ти си психијатар, влюбен човек, среќен, насмејан, расположен. Знаеш како викат, се познава кога... Влюбено се ставаме знак на еднакво солудило. Значи до тој степен. Таа е еуфорија, таа А некако кај младите не го гледаме, некако сите се незаинтересирани, постојано се само на телефоните и гледаат другите што Ама тоа е наметнатото. Тоа е наметнатото. И не сметам дека не доживуваат. Сметам дека доживуваат, меѓутоа не ги искажуваат, не ги споделуваат. Затоа е таа криза во комуникацијата. Они не ги споделуваат со пријателите, со другарите, со семејството и ние не знаеме. Не знаеме, не бараат слушател, не постои слушател, а уште помалку и тие се охрабруваат да ги кажат своите длабоки емоции на влюбеност, на разочараност, на тага, на љубомора. Значи, мислам дека не толку експлицитно ги кажуваат своите, затоа ние сме малце побунили и мислиме дека тие не доживуваат. Да. Сметам дека тоа е, а не може да не доживуваат. Со нас. Тие се исто живи суштество, значи не може да не доживуваат. Доживуваат, меѓутоа немаме ние толкав увид во. Мада тие емоциите се кога си разочаран од љубовта си разочаран, кога си среќен. Меѓутоа веројатно тој сјај многу не ни е достапен да го видиме кај младите. Затоа што ние пред неколку години седевме и се гледавме во очи. И ја восприемавме, ја гледавме искрата кај нашиот соговорник, кај нашата најдобар другар. А сега веројатно па и ние на социјални медиуми или на апликации ние разговараме. Еве со мене е случај. Многу почесто со мојата другарка разговарам на писмено отколку во живо кафе. Затоа што секој со своите обврски, никој не отстапува за жал, никој не отстапува од времето во кое што не го посветува. И на тој начин ние ги споделуваме, меѓутоа споделената емоција на писмено и вербално не се доживува исто. Да. Самиот момент, ако ти каже дечкото те сакам, не е исто кога ќе прочиташ и кога ти каже во лице. Па во наше време постоеше те сакам само веројатно на писма. Да. Само во таа форма. Немаше друго. Да, после некое време по мејл, ама најдостапно беше, значи, вербалната комуникација. Да, кога се разговараме така отворено, многу често знам на помладите генерации да им кажам дека сме излегувале, па требаше да помине време, па да му одобриш на дечкото, да те фати за рака, па да те бакне, па сето тоа беше процес, малце подолг процес. Па ќе кажам како на почетокот, сега во обратна насока се случува и од таа причина аз се плашам дека младите не доживуваат љубов и затоа те прашав дали младите доживуваат љубов, но еве твоето искуство кажува друго, дека да доживуваат само на различен начин, да. Не можат, не. Има ли разлика? Сега мислам дека е некој понов термин партнерски односи. Не е тоа малце премногу стручно, партнерски односи и љубовници? Како мислиш Зошто користиме партнерски друга терминологија? односи? Да, друга терминологија. Која би била претходната? Па бевме љубовници, бевме дечко и девојка. Сега нема така. Добро, сега е тоа се ни се наметнува. И тоа веројатно и тоа е се во модерниот свет на живење, веројатно и тоа мора да го партнерство, партнерски односи. Некако тоа ми е, не знам, партнери за бизнес работа, партнери, бизнес партнери, да. Тоа Партнери така а не се партнерски, сега јас не можам да кажам дека мојот маж ми е, не знам, сме во партнерски односи со сопругот. Не, тој ми е сопруг, тој ми е, не знам, љубов за живот.
Тие терминологии зошто тие се се имаат нови. променето? Веројатно наметнато е тоа. Наметнато е со раствањето на општеството, веројатно и терминологиите се менуваат и ги восприемаме и новите терминологии. Така. И на крајот доаѓаме до моментот среќа. Добро? Спомнавме партнерски односи, децата се впуштаат, нели, кој помалку, кој повеќе, има љубов, но дали се навистина среќни? Со таквиот нов начин на живот, нови начини на воспоставување врски, кратки, еве, кажавме, сепак онлайн врска имаат, врска за една ноќ, секс за една ноќ. Тие така сакаат, тие одлучиле, примаме влијание од странските држави, но дали се луѓето среќни со таквиот начин на живот? Кој е твоето мислење? Па сметам, да, младите, генерално луѓето, И младите, но и во луѓето денешно се. време дефиниција за среќа не можам да кажем. Во денешно време ние треба да изнаоѓаме начини да бидеме моментално среќни во секој момент од денот. Значи, во секое едно она што го избираме да го правиме, треба да го имаме оваа чувство на задоволство и среќа. Меѓутоа, сметам дека се помалку го правиме тоа, се помалку инвестираме во колекција на такви мали среќни моменти. Еве прост пример, ние не уживаме на пример во текот на работниот ден да направиме едно добро дело за некој друг, да испиеме едно кафе на рад, да си посветиме 15 минути за нас. Тоа е некако за мене би било еден среќни некои си 15 минути, 20. Ние во текот на работната недела, да кажеме, да ги колекционираме тие среќни моменти, да почнеме од понеделник, ние не мислиме на тој момент, ние чекаме да дојде петок за нешто што сме го планирале благовремено во петок што ќе се случи, со душа чекаме да дојде и на тој начин ги избегнуваме тие среќни моменти. Не ги восприемаме така длабоко и не ги доживуваме и не ги чувствуваме. Значи, прочитана книга, значи тоа значи дека си здрав, прав, имаш собствено време да си посветиш, да прочиташ 15 страни, да уживаш сам со себе, да уживаш со некој што сака, зависи кој што бира. Меѓутоа тоа ние не го колекционираме, ниту го валидираме во тој момент. Ние мислиме на петок, на сабота, и кога ќе дојде тоа, ниту се радуваме, ниту сме се радувале ние во понеделник, ниту во вторник, ниту тој момент, затоа што толку многу го исчекуваме. Тука расте степенот на анксиозност, затоа што нешто кога чекаш ти расте степенот на анксиозност. На крајата и чеканиот момент, чеканиот петок, чеканата сабота, чеканиот одмор, ништо нема така длабоко да го доживееме и за нас и тоа нема да биде среќа, нема да ни причинува радост. Сами си правиме. Значи, некако живееме многу брзо, многу напнато, не живееме за моментот, не живееме како живееме за предвреме нешто да се случи, а кога ќе дојде тоа, на крајот на денот ние живееме во сегашноста, ни па не радува тоа што ќе се случи во иднина. Така да некога хаотична ситуација што ја супримира тоа чувство на среќа и на задоволство. Значи, ако си задоволен, си среќен, ако си среќен, си задоволен. Ама некако него сами на себе не го билдаме тоа чувство на среќа и на задоволство сам со себе или со било што. Значи, стално, не, како што кажев, едно кафе сам со себе или со некој твој драг, за нас не е ништо, за нас е во понеделник, следниот или сабота да одиме на одмор. Па не мора да значи дека тоа е некоја поголема инвестиција на среќа. Да. Така да мислам дека сами ги супремираме тие чувства на задоволство. Не ги, па ќе кажем, не ги валидираме. И тоа е што викаме да се работи на себе. И тие се моментите, нели? И тоа е работење на себе. Не значи работење на себе само да одиш на психијатар и да ти каже психијатарот како ти да бидеш среќен. Треба и сами да се потрудиме. Да обрнеме внимание на личностите кои ги сакаме, кои ни се важни. И тоа е работење на себе. Да, лична инвестиција во себе и во луѓето од најблиското обкружување, кога
сам си задоволен со луѓето од блиското опкружување, тогаш пак ќе кажам, кругот се шири, значи така таа емоција на среќа, на задоволство, значи станува заразно. И би ја потиснале она, како што кажав на почетокот, епидемија на осаменост, на нарцистична култура на живење, така да би се ширил. Меѓутоа, сметам дека во денешно време и во иднина тоа е малце тешко остварливо, за жал. Некако така ми се чини. Некако мислев дека ќе имаме поубав заклучок од нашиот разговор, но се сведува на тоа дека одиме во, би кажала, погрешна насока во однос на... Па не би рекла дека одиме во погрешна, меѓутоа одиме во насока во која што ни е наложено. А насоката е дехуманизација, еве виртуелен свет, вештачка интелигенција, значи се дехуманизација и материализација. Значи, кога е дехуманизиран светот, тоа значи дека нашите чувства се влегуваат во втор план. Да. Многу од младите ми напоменуваат, сакаме да слушаме подкаст за ментално здравје. Па тоа е, всушност тие не работат самите на себе, како што спомна, не сакаат да поминуваат време со најблиските, не сакаат да воспостават едноставни односи помеѓу нив, така би се граделе и ментално подобро, нели? Да. А сакаат да слушаат за како да си го подобрат своето ментално здравје, но онлайн. Но ништо не поменуваат на себе, нели? Точно, да. Токму така, значи онлайн, би оделе и на работилници и било што, а никој не тргнува само од себе. Ментално здравје, значи точно е, тргнувајќи само од себе, почитувајќи на другиот, валидирање на другите, нели, како што кажавме, емоции, слушател да бидеш, да ги искажеш своите. Значи тука се одим с првите чекори за едно стабилно ментално здравје. Да. Еве, имаш искуство, предпоставувам, дел си од многу работилници, како што спомна, и семинари и обуки. Има се поголема посетеност. Да. Но дали... Да, точно е тоа. Сакаат да слушаат. Што е многу добро. Што е многу добро. Но дали се имплементира сето тоа? Како до тоа да дојдеме? Да се имплементира? И па веројатно се имплементира, меѓутоа процентот сега е многу мал. Точно е тоа што го кажуваш, значи има доста слушатели од младата популација, значи се заинтересирани, ги заинтригира тие работилници. Сега ние што учествуваме во тие работилници како говорници, сме задоволни доколку во почетокот некој процент, па и мал, 2-3% би го имплементирале она што е слушнато, работено. Не може да очекуваме на крајот на денот и ние кога одиме, дел од нас не сите кои што учествува во работилницата не би го имплементирало она што е. Значи дел од слушателите, од учесниците би имплементираат, така и со младите. Така да почнеме со еден незавиден процент на имплементација она што се зборува и мислам ќе дојдеме на некој така добар пат, така да би се косело, би го, како да кажем, би го пресекло сепак, нели, ментално здравје, емоции, чувства, на некој начин би го пресекло оно што го кажав на пола пат или некако, оно што го кажав за дехуманизација и материализација. Би дошло во судир, например, па пак ќе дојде, значи, човечкото, емоциите, длабоките доживувања со она материализација и дехуманизација, значи, дигитализација. Јас се надевам дека ово е малк процент на промени. Ќе тргне од денес и од нашиот подкаст, ќе направиме промена во еден човечки живот да направиме, јас сум среќна. Па да, секогаш тргнуваме од еден, па 2-3, како што кажев, мрежата може да ја прошириме. Па да се разговара, како што сега ние, еве седнавме и разговаравме отворено на таа тема, јас ги повикувам сите млади, нека разговараат отворено и мислам дека ќе има многу поголема придобивка ако се разговара отворено, транспарентно, јавно, отколку да се затвараме во себе, па паѓаат во депресии, па не знам такви проблеми. Како психијатар, Милјана, само на крај ми кажи твој совет. Ги спомнуваме многу често младите, ајде сега и за нив да дадеме совет.
како едно резиме на целиот тој разговор. Како до стабилни врски во животот? Имаш ли совет? Постои ли формула за тоа? Стабилни врски, партнерски, семејни, пријателски? Па сега за љубов зборувавме. Па добро, сега да постои љубовта и во другарството мора да постои љубовта. Да ја надминеме таа совет е да ја надминеме кризата во комуникацијата, прво и основно. А надминување кризата во комуникацијата треба секој што е од спротивната страна да ни биде инспирација. Инспирација, значи пак ќе кажам, на конфронтираните мислења, фактички преку конфронтираните мислења ние се оддалечуваме и се доближуваме и така заедно растеме. Значи тоа би било основата. Значи доколку ја решиме таа, мада е многу тешка криза во комуникацијата да се надмине, меѓутоа доколку се потрудиме, мислам дека тоа би било првиот и основен чекор во градењето на здравите партнерски односи. Значи прво би биле во тинеџерските години, па потоа нели би биле во семејните и после понатаму и животот со останатите луѓе кои што ги среќаваме. Так. Јас ти благодарам на овој за мене интересен разговор, исцрпен разговор и многу научив. Се надевам дека и младите ќе не гледаат и ќе, како што кажавме, ќе смениме барем еден живот. Да имаме Сигурно, ви благодарам. една сериозна и стабилна врска да излезе. Да, во иднина. Од утре натаму. Благодарам и на тебе. Да, ние ќе се видиме повторно понатаму во некоја нова сезона со некои нови интересни теми. Вас ви благодарам и се гледаме наредниот подкаст.